Обштествената одговорност е позитивен тренд во кој сме вклучени и ние, односно дечињата кои се згрижени во нашата установа. Сакам да се заблагодарам на фирмите Прилепска пивара, Тинекс и Конфи Ангел кои донираат играчки, едукативни, дидактички материјали за сите дечиња вклучени во детските градинки наша иднина. Исто така сакам да се заблагодарам на општината и на градоначалникот Маријан Ристевски затоа што средствата кои беа одобрени преку традиционалниот турнир во мал фудбал ги насочи за набавка на едукативни материјали и играчки за дечињата во нашата установа. Свети Николскиот турнир во мал фудбал секогаш имал хуманитарен карактер, така да дел од средствата кои се собраа од турнирот и овие општествено одговорни фирми како што се Прилепска пиварница, Конфи Ангел, Тинекс и другите компании од градот обезбедивме и средства од турнирот, обезбедивме да се купат играчки за градинките, ќе бидат распоредени по сите градинки, а и понатаму овој Свети Николски турнир ќе има и хуманитарен карактер, како и секоја година во мал фудбал, што значи средствата кои се собират ќе бидат распоредени онаму каде што е најпотребно, а најпотребно е секако за најмладите во градот. Исто така да напоменам и тоа дека локалната самоуправа напорно работи во зголемување на капацитетите на градинките. Наредната недела очекуваме отворање на градинката во населеното место Големо Коњари, а исто така тендерот веќе е распишан, откако ќе заврши, ќе започне и работењето на нова градинка во склоп на училиштето Рамполевката, кој ќе ги опфати децата од претшколска возраст за трите околни населби. Тоа се Тапани, Чачорица и Корзо. Капацитетот на оваа градинка ќе има околу 100 деца и се надевам дека до крајот на мај ќе биде комплетно завршена со градежни активности да може да ги прими овие дечина во тој нов капацитет. Се работи исто така во соработка со владата, изнајдена е локација, проектите се изготвени и за нови градинки од голем обем. Едната градинка се надевам дека ќе започне изградбата ова година, ќе трае наредната година, од голем обем ќе биде во населбата Точила, а исто таква градинка е предвидена и во населбата Рит. Меѓутоа, покрај овие градинки ќе работиме и на дисперзирани градинки, онам каде што имаме простор, каде што дозволува просторот, а веќе имаме некои проекти кои ги разработуваме да отвориме вакви дисперзирани градинки во повеќе населби во градот.